университетската професорка Јасна Бачовска и моите колеги Сафет Бишевец и Тодор Пендаров, од овој момент, како што е стандардно во рамките на нашиот граѓански форум, имате простор и можност да не допрашувате, да критикувате, доста се само фалиме или доста само жалиме, но пред да бидат вклучени првите наши гледачи, едно прашање што ми избегне или така лесно го дали е исто или е различно. Дали политкомесарот кој им диктираше на новинарите теми, тези и така натаму, сега на одреден начин, малку пофино обландирано, за транспарентноста се кријат нови изблици на манипулација. Извини, само да ја завршам мислата од преска. Мислам дека е суштински важно. Најголема одговорност за ситуацијата во која екзистира македонското новинарство по мене е состојбата која имаме наследено во јавниот сервис во изминативе најмалку 10 години. Ако тој сервис, македонската радиотелевизија, е на ниво на кое не знам што очекувате како критериум за професионалност, за стандарди, за мотивираност, за комплет, за јавен интерес на крајот на краиштата, бидејќи таа е формирана за тоа, за остварување на јавниот интерес, информирање, но и создавање на национални, културни добра кои треба да останат нивните генерации. Само морам да ти кажам, малку и со носталгија гледам. Јавниот сервис покажува знаци на излегување од комата, ама знаеш зашто? Затоа што почнаа да преземаат добри домашни продукции кои се емитуваат и што е прв знак дека ни е доволно и доста од увезени трачеви. Имено се согласувам, јас затоа велам, ама ако мислите на Преспаб, тие поминаа на сите приватни телевизии за да завршат. Добро, но порано тие не може да стигнат, сега стигнуваат. Така е, така се согласувам. Затоа велам дека мора таа куќа да се развива на вистински начин за да таа биде реперот по кој приватните телевизии ќе трчаат. Ќе мораат да се борат за остварување на стандардите кои ќе бидат воспоставени. Стандардите. Апсолутно. Тоа е целата професорка. Како ќе дефинираме транспарентност? Како министерство или како процес на кој јавноста не повикува да ја оствариме својата општествена и професионална одговорност? Транспарентноста мислите на јавните институции, мислите на државата? Зашто мислам дека за разлика од големите очекувања, ние повторно сме во еден микс на затвореност. Да, и тоа е нешто што е поврзано со бирократија. Тебе пред да дојдам тука гледав една дебата на друга телевизија, не е важно, исто најверојатно по повод извештајот, кој што го обработуваше проблемот на јавната администрација. Гледате, транспарентноста е нешто што многу тешко се постигнува во услови на иста кадровска прво поставеност на јавната администрација. И тука треба голема политичка волја, ке нас имаме затворени се уште институции, некоја монтирана транспарентност. Не значи постојано дистрибуирање на некакви соопштенија на вебсајт, на Па не, ние сега веќе чекаме 5 месеци гледате какви афери имаме во однос на постапките за вработување во јавната администрација. За каква транспарентност ние зборуваме? Тие случаи, мислам дека медиумите што ги открија се вистините, најверојатно. Мислите? Не можам, дури не ми се верува. За непотизам? Да, за непотизам. Па, и за ред други... Еве го примерот за непотизам како општеството, односно како државата или парадржавните институции ја замаглуваат работата и ја разводнуваат. Го спомнавте непотизмот и дојде до антикорупцијска комисија. И сега она вели почнува и сега вика, ја ќе испитувам непотизам од 2014 година. Ало, до 2017-16 година, до изборите, кога се смени власта, јасно ни беше дека старата власт работи на непотизам. Да. На крајот на И си ја плати цената. И се плати цената. И сега немој да ми истражуваш примери дали Милошовски запослил некој свој роднина или не знам кој. Ало, од сега идеме напред, значи до овде. Дали слушнате на пример било кој новинар? И никој од тоа не било кој новинар премиерот Заев да го праша дали ќе побарате претедничката Мира Дизел или Тања Ковачев. Било кој, не е важно. Сега многу се за тие две, дали ќе поднесе оставка
поради начинот на кој се вработени практично целите семејства. Слушнате некој новинар тоа да го прашал? Не. Дали Заев од неа ќе побара одговор? од неа, од Бидејќи министрите- очигледно дека луѓето во оваа држава сваќаат и ги ловат тие функции како нешто што ова се моите 5 минути и сега ќе направам се што можам, бидејќи не сум сигурен што ќе се случи утре. Види, На тоа се сведува. од времето на мојата баба и дедо имаше една изјава: ако ти е вујкото владика, ти ќе бидеш поп. Мислам дека се сеќавате на таа Чомовски, максима. веројатно. Разбираш? Значи, непотизмот како појава во човековата цивилизација не е наша измишлјотина, но во тоа што сега рековме дека не можеме да го елиминираме Има никогаш. една работа, Тодор. Во Америка Трамп си ја донесе пола Ќе, фамилија, да. ама со заминувањето си оде целата фамилија. Комплетно, тоа е целата Ние се философија. дојдовме во ситуација, да, поведете. Транспарентноста не се решава со подпарол, со веб страна Апсолутно, и со апсолутно. некој да влезе во една институција. Нас не интересираат две клучни работи граѓаните: вработувањето во јавните администрации и трошењето на пари. На парите, тие две работи. Тие две работи се клучни. Еве Ние кога ги моравме да имаме вистинска информација како државата, бидејќи живее од нашите пари. Ги троши. Тоа е нашата, ја на мојот син му кажувам: мама, знаеш што е буџет? Буџет е заедничка касичка, кај што сите ние ги ставаме парите и потоа вадиме за градинката, за болницата, тоа е општото добро. Колку повеќе парички ќе ставиме во касата, толку нашата држава ќе биде поубава и твојата градинка. Јас, значи, не Знаете сум што е- научил буџет, зашто Тоа- сите стававме у каса, Тоа ја е ги вадам. буџет, тоа е буџет и викаме планираме Си да научил. напишеме една едукативна, Кога го спомнувате тој приказна- пример, видејќи ја последните 10-11 години од мојата професионална кариера ги завршив во државна администрација, како портпарол во собранието. Например, цело време поминав 3 председатели и секогаш предлагав на веб страницата да се стават платите на пратениците, да се стават примањата на пратениците. Платите ги има во закон. Знаете ама што? вон платите. Али колегите новинари се толку неуки или толку мрзливи, ти му кажеш: абе, платата на пратеникот е коефициент 3,5, 3,7, 4, 4,5. Председателот има коефициент 4,5. А што значи тоа? И сега треба да му обясниш човек, пак пресметај ми. И јас сум политички науки, не сум баш по математиката. Значи, да ги ставиме, па не е тоа некоја моја измишлјотина, тоа сум го видел на веб страниците на другите парламенти. Пред се британскиот е до пение кажува колку е плата, колку добива за асистенти, колку добива дневници, дали ако не зел стан во Лондон, дали плаќа кирија. Па и таму се крвави под кожа, па прават мучки, ама завршуваат у затвор. Имаме пример пратеник кој заврши у затвор заради мучка со киријата. И така натаму и така натаму. Кај нас никој. И нешто ќе ви кажам, председателите секој вика: да, добра идејата. Кој ќе дојде тоа на ниво на председателство или на подобно, пратениците одма кочница дига. Пендаров, ај сега да се провериме во овој мојот граѓански форум колку имаме влијание и колку не веруваат. И што сакаат да не допрашат, да видиме дали има интерес и тоа ќе биде барометар дали оваа тема побудува интерес. Добро вечер за гледачот или гледачката која е расположена малку да не рецензира. Прв сигнал дека баш и нема многу. Значи не сме атрактивни. А не е Заев и Мицковски и Ахмет и Села. Ништо од нас новинарите и новинарството. Подобро ти вечерва имаш. Ова емисијата оди кога има фудбал на телевизија Лига Европа. А што има Лига Европа? Да, Лига на Европа, да. Добро. Утре ќе чекам. Не, Добро не, вечер. да. Добро вечер. Ајде малце да ме демантирате дека баш не сме многу интересни. Да, повелете. Добро вечер. Повелете. Јас гледам пред малце вашава емисија и со некој господин Сопендаро не се согласувам околу тие македонска телевизија реагирала. Јас мислам дека кај вас новинарите не е само да го прашате премиерот. Зошто не го прашувавте, например, претходниот премиер? Тогаш имаше забрана за јавување. Имаше забрана за класифицирани информации, забрана за јавни прашувања или било што. А сега, кога почна да кажуваат јавно и сега ќе критикуваме, ќе ги напаѓаме. Ја мислам дека не сте во право и дека некој пат сега
не треба да се само критикуваат сегашните власти. Ако може да му одговорам на нашиот Да, повеќе. ценет гледач. Ако се сеќавате, Груевски стално викаше: "Абе, вие што правите со СДСМ, што направите, сега вие ми го повтарате Груевски само во друг аспект." За жал, заврши Груевски. Ги беше таков, како што беше, падна од власта ВМРО ДПМН. Ако мене ме прашувате лично колку сум бил ја критичен, ако веќе многу следите, ќе ви кажам, можете да проверите и на Google, 5 февруар 2015 година, мојата дребност од една друга телевизија побара Груевски да ја напушти функцијата председател на влада и председател на партија, бидејќи тоа беше втората бомба, бидејќи не заслужува таков човек да води државата. Си ти учествува, нема директно да се обраќаш. Морам да му се обратам, бидејќи мене ме спомна, само мене ме спомна, вас не. Замисли ја така да се обраќам што ме спомнува. Добро, да им даеме на гледачите шанса. Мислам дека ние повеќе новинарите ги критикуваме отколку вас. Дали сте задоволни или уште имате? Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Ја ви предложил оваква една наградна игра за истражувачко новинарство да се воведе кај нас во државата. Али со големи, високи и огромни награди. Да видиме кој квалитет и квантитет го имаме, па да видиме кој ќе испаде најдобар. Пошто овие наградни игри доволно се местеа, па да видиме и со новинарство како ќе испадне. Ви благодарам, пријатна вечер. Интересно размислување. Добро вечер. Јавен тест. Кој колку знае и уме. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Да, бе, слушам, повелете. Ме вклучивте? Да. Јас ве пратев добро и имам добар впечаток од професорката. Со Бишевас не можам да се сложам дека јавниот сервис е тој што треба да потикне некои работи. Мислам и другите новинари во другите куќи може да дадат пример за ова професорката што збореше. Исто сметам дека новинарите према медиумите, зависно од која страна, од која партија да не речам припаѓаат, ја поддржуваат, имаат интерес и се склони да пишуваат, да ги информираат луѓето за тоа. И затоа сметам дека и новинарите се партизирани. Благодарам. Благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете. Ало? Да, повелете. Во програмата ли Во програма сте, да. Видите, во врска со ова со Пендаровски што рече за Антонио Милошевски, јас се сложам со него. Сега АПЛ не заев и ова што е власт, таа е актуелна со непотизмот. Јас сега заев некам да гласам за заев, сакам да гласам за Мицковски, односно за ВМРО на следните избори. Со што Мицковски ќе ме убеди мене дека нема да има непотизам, кога кај него седат луѓе како Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев со стара номенклатура, со непотизам удавени до гушат и истите утре, јас кој ќе гласам за нив, јас автоматски гласам за непотизмот кој бил пред 100 години. Или кој бил перманентно со нив застапен, сега исто јас тоа легализирам со мојот глас. Дали ме разбирате зашто това? Ако Мицковски има чист парламентарен состав, кај што нема ни еден со непотизам, чист евош може да зборува за непотизам. А он прво личниот непотизам ударен, дете татино, запослен асистент, професор станал, благодарение на непотизмот. Мислам, мора да имаме чиста партија и тогаш јас како неутрален, како не симпатизер на едните или на другите, како граѓани кој е неутрален, треба да одберам една страна за која ќе гласам. Тој треба да ме убеди мене дека е тој исправниот. Значи, дека таму е чисто се и ќе гласам за нив. Од тој аспект, мислам, Пендаровски малку е промаши работа, а сега Милошевски не е интересантен. Е интересантен, јас треба да гласам за Милошевски утре. Он седи у парламентот. Таа партија
мерази да не должен, тоа е поентата ствари. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Уште 5-6 минути па ќе се вратиме на дебатата или на некој одговори. Ало? Да, повелете. Добро вечер, Иван Андреевски, мачете на телевизија. Кај си, маче, легендо? Тука сум. Ајде, повели. Поздравувам сите, пошто сите ве знам. Ова момичево или господица би остави страшен печат, ако не разбира проблематиката, тоа е прво. Второ, јавниот сервис е јавен сервис не на партија, не на никому. Он е јавен сервис од парите од тоа касичето. Тој треба да биде коректор на сите овие што се врзани со одредени бизниси, одредени партии. Али он ако се посвети како што беше посветен порано, а вие знаете, мене ми е жал што Пендаровски кажува за радио, па телевизија ништо не е промената, човече. Сега е земале преспа, па таа не е нивна, ние имаме по 15-20 серии. Јас сум, мислам, ние, као телевизија, ако јас се водиш там до 90-та година, па мора да исполниш 12 детски серии во годината за играта, па мораш не знам колку играни серии. Сега ова стана, да кажем искрено, што и никој не гледа нас. Сега овде со турски весели, со ова што се дешава со овие глупости, други, не сакам да разговарам, јас сум веќе во години, не ги разбирам овие работи, со нови емисиите и бркат реклами ова. Поентата ми е следна, дека ако се направи јавен сервис и промените не се прават со закони, промените не се прават со подзаконски акти, промените се прават со луѓе. Ќе го сменам јас одговорниот уредник, па да више утре сабајне дали неговиот проект ќе обстане. Значи, проблемот, реформите се суштински за кадровска политика е тоа. Разбирате, вие имате председател, односно генерален директор, се никој ни го знае, ни го позна, ни го има во енциклопедија, ни ништо работел, не работел, никој не знае и како куќата нема да пропаѓа. Вие знаете кој, вие сте биле двајца да бише, може бил, не се сеќавам за него, кој луѓе воделе таа куќа, бре. Сите се енциклопедија за овие денеска. И, значи, сервис е главен коректор на приватните. Од него треба да учат. И тука нема милост. А не знаем, дај го микрофонот. Каков микрофон? Па јас од Париз до Белград завршив новинарство, па 2 години оде по пазар и Скопје. Добро, ти по пазар, ја по партизанска. Поштовани гледачи, тоа беше Иван Андреевски, еден од искусните новинари кои создаде плејада на генерација на новинари кои креира своји проекти и динамичната македонска радио и телевизија во тоа време имаше своји автохтони проекти. Маче, ти благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Добро вечер, поздрав до гостите. Сакам неколку теми, така малку кратки да ви ги начна. Непотизмот во Македонија пред се почнува во врвот на партијата. Поради тоа што тие не вработуваат или не ја обеќаат на нивните партијци, така да ги кажам условно, тие се само користолюбиви, нема да има никој да излезе на гласање. Вака деца од 15-16 години трчат по партиите. Тоа е едно, значи тука треба да се бара и да се бара лична одговорност, како што спомна господинот Тамока, од премиерот. Дали ќе побарате оставка од таа пратеничка? И кратко, јасно. Меѓутоа, една тема сакам да ви посочам. Каде одат парите од цигарите? Во Македонија се пушат 1 милион кутии најмалку цигари, просечна цена на една цигара е 5 денари. Пута 1 милион, тоа се 5 милиони денари дневно. Каде одат, никој за тоа не сака повеќе пати се јавува на повеќе телевизии да го истражат тоа. Каде одат тие пари? Тоа се огромни пари. 5 милиона по 30 дена. Колку пари е тоа само од државата, никој не знае каде одат. Тие пари некаде се кријат, некаде одат, а здравството деца ни умираат од болести. Треба тоа вие како новинари да го истражате детално за секоја година. Тоа се години назад тие пари што се сливат во касата на државата.
Добро, тоа е интересна тема, но како и да е, секогаш табако мафијата има свој... Ама вие треба како истражувачки новинари да го решите тоа. Треба да го решите. Кај вас е правдата е суштина, не во судот. Кај вас новинарите. Преско објавивте што каже американската амбасада за Јова Вангелецки компанија. Значи, со тие работи кои вие ќе ги откриете, ќе се чистат работите. И нема луѓето да трчат по партија, него ќе трчат за честно да се заработат пари. Благодарам. Добро ви благодарам многу. Ми се чини дека ова е добра провокација. Последниот наш гледач дека правдата е кај новинарите. Правдата е кај новинарите. Значи, или не знаеме да си ја земеме, или не знаеме што е правда. Бачовска? Не знаете да се спомна истражувачкото новинарство, ние така го се сведува на дескрипција истражувачкото новинарство во Македонија. Јас често пати со студентите, еве, кога зборувам, им кажувам, има доктринарна дефиниција за истражувачко новинарство, имате позитивни практики на западните земји. Ризична професија е новинарството, ги убиваат луѓето. Да видиме само колку се испоубиени. Ке нас се нели шпекулира дека исто така некои луѓе се убиени. Заради тоа што беа новинари и чепкаа некаде или имаа конекција со нешто, не знаеме дали тоа. Меѓутоа, истражувачкото новинарство, така како што доктрината го дефинира, е новинарство каде што треба работите во тимови, работите мрежно, вие сте како полицаец или како научник, луѓе ентузијасти се инфилтрираат во социјално-патолошки појави како проституции, наркомани, мафии, држава, ги кријат идентитетите за да откријат ова што граѓаните, мафии. Значи, тешка работа е новинарството, а истражувачкото новинарство има голема задача, особено во вакви општества малку трули, каде што имате многу да истражувате. Сега тука треба поддршка и повторно треба политичка волја, треба пари многу за тоа и треба волја. Волја највеќе, политичка волја за да се направи тоа. Која правда да истражуваме? Како неправда или како заштита на слободите и на... Не може да даеш една дефиниција. Во одреден пример е едното, во друг пример е другото. Например, кога зборуваме за таа правда. Еве сега што се случува со таа, нели, демонстрировме нема правда, нема мира. Неколку пати заедно одевме ја и ти. Ама сега таа правда ја извитоперија, ја разводнија и нашите новинари, она што го рековме на почеток, само пренесуваат таков закон, овој предлог, оној предлог и тука завршува. А кај се тука проблемите? Екстремизам, што се појавува, да. Еве, дали се сеќаваш кога пукна она афера за 900-ните острови? Да. Меѓу луѓето кои беа во топ на таа меѓународна организација со седиште во Њујорк, беа двајца мои колеги словенци. И седнато имав можност да правам муабет, немој да се нервираш, че ти ја спомнам Словенија. Вака ми вика, мене ме успели да викаат стари, од вас никој не барем име. А нека доат, вика, сеќи му се е бесплатно, освен трошоците за живот. Никого. Тогаш уште постоеше дневник, направив муабет со Попе, еден ќе се сложиме многу солиден колега новинар. А вика, кај да побараме пари, кој ќе ни даде пари да идеме во Њујорк да истражуваме, кога да не речам, газдите наши сигурно се тука негде во таа. А камо да тргнеме до 900 острови? А камо да тргнеме до 900 острови да види. Значи, милион работи ни поминуваат мимо. Вие рековте треба волја, треба пари. Храброст. И храброст. И храброст. Храброст има. Не се сомневам дека може да се најдат храбри луѓе во оваа држава. Тоа е несомнено. Проблемот е поинаков. По мене, пред малку реков, не можете вие, телевизијата во принцип е многу скапа играчка. Но и сериозен бизнис. Да. Значи, за да го остварите максимумот, треба многу да вложите. Ако вие телевизијата ја сведувате само на нешто што ќе ви обезбеди екзистирање на некој ниво, а профитот ќе го барате на друга страна, во влијанија политички,
корист од владеачката политичка гарнитура, немаме напредок. Затоа е важноста на тој јавен сервис за кој јас велам дека тој треба да биде примерот за стандарди, професионалност, за работа како што треба. Како во сите европски земји. Нормални европски држави. BBC е јавен сервис. Најгледана телевизија во Србија е српската, во Хрватска хрватската Во телевизија. Словенија словеничката. Словенечката. А ОРФ во Австрија и така натаму и така натаму. Кај нас јавниот сервис се гледаност 2 до 3, 4%, тоа е веселба. Тоа е проблемот. Добро, прашањето на журналистичкиот конформизам од по втората рунда на разговори во нашиот граѓански форум со нашите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи се сложувам потполно дека истражувачкото новинарство во Македонија е одамна свој, дека тоа навистина кошта. Кошта многу. И се сложувам за тоа дека македонската телевизија беше место од каде што излегуваа новинари, се обучуваа, доаѓа од факултет, меѓутоа искуството и работата е стекнува токму во македонската телевизија, пошто и вие сте од таму дел од вас. И знаете како тоа одеше, дека денеска новинари буквално се зимат од улица и стануваат новинари. Што очекувате од тие луѓе? Значи, многу добро знаете дека по 1 година до 2 години се обучуваат за да излезат на екран. Се внимаваше како зборуваат, не се расфрла со акценти. Се внимаваше како изгледаат, како се облечени, како седат. Значи, сето тоа беше одлика на таа македонска телевизија и сега тоа веќе го нема на ниедна од овие телевизии. Новинарите, ако зборуваме со новинарите, сите многу добро знаете дека уредувачката политика ја прават директорите и уредниците. Може новинарот да донесе било каква информација, меѓутоа нема да отиде на дневник, ако уредникот не ја одобри. Значи, што е проблемот? Проблемот е дека политиката треба да ги тргне своите раце од директорите, од уредниците на било која телевизија. Значи, дури во приватните телевизии. Приватните телевизии исто го кажуваат она што тој што ги плаќа, кобаровните го кажат. Не можат ништо друго да кажат. И ќе го кажат, тој прилог нема да отиде на дневник. Така да мислам дека тука треба да се превземе нешто и конечно треба, кога ќе го отвориме телевизорот, да гледаме пријатни фаци, луѓе кои го зборуваат квалитетно јазикот, а не да се расплуваат со акценти. И тоа е тоа што јас би сакала да ви го кажам. Добро, ви благодарам. Добра детекција направите, до толку повеќе што очигледно дека сте запознаени со значаен дел од историјата на развојот на македонската радио телевизија како јавен сервис. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Вие сте? Јас сум Димитар, поздрав до студиото, посебно до професорката Јасна. Имам конкретно прашање до Чомовски. Мене, важи, пишувам. Дали вие се осеќате како заробен новинар? Или сте се осеќале некогаш? Како заробен новинар? Да. Може јас со контрапрашање? Може. Дали вие сте ме почувствувале во мојата професија, ако сте ме следеле, дека сум бил заробен? Од некога и со нешто? Од векови не сум ве следел, али сега конкретно. Ако мислите дека сум некој и нечи прислушник, веројатно тоа не можам вербално да ви го декларирам, треба да ме следите и ќе видите. Но ја по природа на работите како стареам, остриот јазик го заменувам со рационален јазик. Но тоа не значи дека не сум доволно критички расположен и во овие дебати. Се разбира ако тоа го усвојувате, но ви дозволувам да мислите спротивно од моето убедување. Ви благодарам. Да, ви благодарам многу. Благодарам и на ова фина провокација. Добро вечер. Добро вечер. 22:05. Ало? Да, поверете. Добро вечер. Поверете. Поздрав до вас и гостите. Овака сега, чинам прошлиот четврток во отворено студио, но во
друг термин беше. Имавте гостинка госпоѓа некоја која говореше за преквалификации и за немање работна рака во Македонија. Добро, точно. Чекав цела недела да кажам. Значи, работна рака немало ни по квалитет, ни по квантитет. Со овие плати сигурно дека ќе нема. А ако дадат плата минимум 500 евра и 1000 евра за високостручниот кадар, сигурно ќе има работна рака. А за она второто прашање беше за преквалификација. Да. Епа, најголем работувач кај нас во Македонија не е агенција за работување, него партијата. Исто преквалификација е партијата на власт. Било кое занимање, дали е новинар, дали е со средно образование, дали е ова, кај нас се запишели во партија, влезе член во партија, стане член на партија, тој станува и директор, станува и председател на разни комисии, на агенции и така натаму. Така да, тоа беше мојот одговор. Партиите кај нас се држава. Што ти е наменат, тоа го прават. Джабе велат за собранието дека е народни изабраници. Партијата прави све. Си ги зголемуе буџетот, си поставуе своји луѓе во сите сегменти на јавното живење, јавните предпријатија и така натака. Сепак ви благодарам на времето и на просторот и уште еднаш поздрав. Благодарам, јас имам само еден личен став и ќе ви го кажем. Знаете што е решение? Пред малку го спомнав Трамп и американската администрација и секаде на запад. Нека се вработуваат фамилии, семејства, лози и така натаму. Но во моментот кога ќе дојде до смена, сите аут. Ама сите. Тоа е основното правило на функционирање на една држава во која непотизмот може да се спречи. Вториот аспект е она што добрите стручњаци го велат, а тоа е просејување врз основа на мерит систем, ама за тоа ќе ни треба странци да не проценат кој за што е способен, а не дали од Тетово, од Скопје или од Струмица некој може да диктира вработување. Ако може едно мало дополнување на ова што го кажуваш, еден пример ќе дам од Германија. Например, кој се менува власт во Германија, во Министерството за надворешни работи на Германија, поред министерот се менуваат уште 4 луѓе, од кои 3 се во кабинетот на министерот и кои си одат. Се менува државниот секретар, што би било по наше, и тука завршува промената. Европа познава професионална администрација. Јас предлагам, кога ќе речат многу администрација, предлагам ОЕЦД има една феноменална анализа за вработување во администрацијата. Например, нема да верувате, скандинавските држави имаат многу висок процент буџетари по наше, на 20, 25, 26%, скандинавските држави. Германија има најмалку, она е нерационално. Словенија има толку на администрацијци колку што имаме и ние. По број и по сме исти, да. Тука се негде. Така да имаме некој погрешно проблемот на администрацијата, на која еве ја до вчера припаѓам. Ево тоа во нашето, она што го велиш ти, знае квалитет на работа. Тука е проблемот на нашата администрација. Добро. И нормално што администрацијата кај нас е навикната, тоа и одговара на еден начин, не работи и чека што ќе рече шефот, односно што ќе рече некој и да се покрие, ми нареди овој, ми нареди оној и тука завршува. За жал, тоа е проблемот, а не само бројот на вработените. Поштовани гледачи, уште малку и потоа се враќам на завршницата на дебатата. Ви се смени прашањето со свесна моја провокација, дали не верувате или дали им верувате на медиумите, се разбира само како провокација за следните ваши јавувања и потоа со професорката Бачовска и моите колеги Бишевац и Пендаров ќе разговараме околу журналистичкиот конформизам и уредничкото менаџирање кои се наметнува од вашите јавувања. Добро вечер, следниот гледач. Да, поверете. Ало, добро вечер. Поверете. Поздрав, господине Чомовски, до сите вас.
Благодарам. Дали им веруваме на медиумите? Аха, баш тоа. Па на некои медиуми јас им верувам повеќе, на некои помалку. Ама во основа им верувате? Во основа им верувам, меѓутоа споредувам, нели? Добро. Не еден ден, секој ден слушаме информации и ги гледаме медиумите, нели? И си оформувам свое мислење за медиумите, односно за политиката нивна и за новинарите. Еве јас, например, за еден телевизија, за вашата телевизија, гледајќи кои новинари се сега во вашата телевизија, гледам дека се правите тенденциозно. Добро. Си поканувате ваши луѓе, истомисленици, па си одат муабетите кои што си сакате вие, теми си отварате на кои што сакате. Значи, такви бесте сите, еве и господинот Бишеваc е тука, вие, господине Чомовски, од А1, Галевска новинарката, значи, тоа од лошо, полошо, уште од А1 беше против ВМРО ДПМН. И сега дали има заробени медиуми кои се поослободени, кои не се? Кога вие, како новинари, како екипа, ќе се подослободите од вашата заробеност, од омразата кон ВМРО ДПМН? Значи, вие толку сте заробени во таа омраза кон ВМРО ДПМН, тоа е страшно, тоа малите деца го знаат, ме разбирате. И сега вие поставувате прашање, дали верувате, па вие најдобро знаете дали треба да ви веруваме или не треба. Можам да се Господинот Пендаровски, го гледам, седи до нелегитимно избраниот председател на собрание Талат Джафери, па тоа окезен, па среќен, пресреќен што седи само на комисии до Талат Джафери. Не на комисии, на брифинзи, да ме поправам, на комисии не можем да седам. Да не спориме се гледаше. Повелете? Окезен до Талат Джафери, среќен, пресреќен, веројатно така цел живот го поминува својот новинарски живот. Значи, новинарството е многу важна работа. Значи, создава мислење ки народот за доброто, за лошото, за црното, за белото. Само да се има професија, да дојде први да се земе плата, тек тук некогаш ќе се реагира на нешто, да се прошета на сметка на државата, да се улизујат на собствениците на медиумите. И вие го знаете тоа дека е така. Само ја да ве подсетам вака малку, да си направиме и фала ти Чомовски што ме слушаш, што не ме прекинуваш како други медиуми. Фала ти. Како старееш, Чомовски, се си подобар, да знаеш. Како старееш, се си подобар. Иначе, као помлад беше оса. Желото го потроши. Али против ВМРО ДПМН, не против правдата. Не. Што и да правеше ВМРО, ти беше против ВМРО. Имате погрешна перцепција. Чекайте само еден. Можете да ме критикувате, јас се согласувам. Но јас не сум против ВМРО ДПМН. Секогаш сум против раководството кои нема чувство за демократија и за корупција, за криминал и така натаму. Подеднакво... Добро, Чомовски, уште малку ти одамна сум на телефон. Ајде, повелете. Само зборувате за ВМРО. Зошто не кажувате за СДСМ нешто, за Зоран Заев, например? Никој не го спомнува Зоран Заев. Па 10 минути сега за Зоран Заев разговарав. Добро, не е важно. Не спорам со вас. Имате индивидуално право. Одесте у шарената... Ало? Да, повелете. Одесте во шарената револуција, да донесете нешто подобро, нели? Ете Пендаровски... Што донесовте? Значи, новото треба да биде подобро од старото. Вие што донесовте? Донесовме право на вакви... Ништо не донесовте. Донесовме право на вакво критичко обсервирање кое ви е дозволено на овој медиум. И мислам дека... Реков ја, благодарам. Значи, реков дека како старе Шомовски се си подобар. Добро, ви благодарам доста со комплиментите, критиките ги прифаќам. Што се однесува до вашите рецензии, не одговараме. Не сакам да спориме на оваа теза. Не спорам, не би спорил со гледачот, го почитувам неговото мислење. Јас сум голем поборник на Волтерова мисла, но гледачот ова е една добра слика како е нашето општество. И како е јавното мислење, перцепцијата. И за тоа не е крив он, криви сме ние.
Кие сме ние? Бачовска? Па голем е антагонизмот и политичката нетолеранција. Луѓето реагираат на клучни зборови. Значи, ние апсолутно тука не се занимававме со ВМРО, напротив, се занимававме со овие 2 години дека сме исто лоши како некогаш во однос на извештаите. Значи, ВМРО е најголемата конзервативна десна партија и фала му на Господа што постои, таа треба да биде силна, бидејќи живееме, нели градиме плуралистички систем, но власта изгуби на еден многу скандалозен начин. Не ја изгуби природно на избори, туку со скандал, со големи скандали, коруптивни афери и така натаму. И тоа, ако зборуваме во контекст на медиумите, исто така за времето на владењето на ВМРО, најлоши оценки од 2002 па до крај, многу лоши оценки во однос. Да, но оваа дебата беше баш на... Се извинувам, 2006-2008 година според извештаите на Freedom House Македонија оди напред во позитивна насока. Да, и во 2009 година на 34-то место но после Букурешт се смени. Дојдовме до 140 и некоја место. Дојдовме до тоа. Така, освен Северна Којнеја, ние бевме... Да бидеме реални и... Да чуем Бачовска? Меѓутоа, извештајот на Прибе и јавниот маркетинг... А не тоа веќе, после 2015 година... Тоа што го изгубивме политичкиот плурализам, имавме само позициони настроени медиуми, немавме опозициони медиуми и луѓето се плашеа. Мислам, тоа е факт. Меѓутоа, оваа дебата не беше на критикување на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН треба да се консолидира и сега да ни понуди конструктивна председателска кампања. И како и СДСМ, и медиумите, еве сега сме еден циклус. Но јас морам да прифатам дел од критичките забелешки дека малку не фаќа носталгија, шарена револуција и дека ова власт се уште на оден начин така бенигно поминува пред можните серијали од критички обсервации, без оглед дали ги прифаќаат или не. Факт е, реков ја дека ние сме криви. За ова мислење на... Не се согласувам дека само ние сме криви. Добро, не, видете вака. И ние делум на... Видете вака. Значи, создавањето на нов култ на личност, што е во тек практично кај симпатизерите на СДСМ и владачката коалиција, со тек на време, ако не запре сега, ќе доведе до, ако не истина, многу слична ситуација која имавме со култот на личноста на Никола Груевски. Видовме, јас секогаш сум правил разлика меѓу многуте честни членови на ВМРО-ДПМН што ги знам, и тогашното, не сегашното, јас имам различни мислења и во однос на политиките на сегашното, актуелното раководство на ВМРО-ДПМН, но никој случај не можам да кажам дека тоа клучното и одговорното во системот на Никола Груевски и фамилијата. Има мала разлика. Јас, еве, ќе бидам толку дрзок да кажам дека јас, ако вака продолжат работите на Христојан Мицковски во еден момент, нема да му биде тешко да победи на избори во оваа држава со една реченица. Нема да ви ја кажам, но една единствена реченица ќе значи голем плюс за напатот кон освојување на власт. Заев не смее да си дозволи. Политиката, шефе, најубав си, најдобар си, алал да ти си водачот, ти си лидерот, апсолутно си безгрешен, која ја трпи околу него. Веројатно е тоа позицијата која функционира на таков начин. Луѓето се клиентелисти, знаат понекогаш и да ви кажат дека е добро, иако не е добро завршена работата. И мислам дека Заев нема многу силен отпор. Не знам зошто, веројатно дека врските што ги имаше во процесот на постигнување на клучните договори за оваа држава и патот кон НАТО и Европската унија, веројатно така е. Веројатно е одзеде многу енергија, но остави простор за многу мангупи во нашите редови, што би рекле постарите, кои ја изедоа практично шарената револуција со неколку глупави потеси. Добро. Последниот наш гледач. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер, за сите гости во студијата. Прашањето дали им верувате на медиумите, одма би одговорил дека највише верувам на агенцијските вести што ги следам и мислам најверодостојни во информациите. Одма би сакал само да кажам дека се сложувам и со професорката и со Сафет Бишевец, дека е многу подруга ситуацијата од претходната, затоа што претходната ситуација беше невозможно, ако се спомене, немаше емисија каде што имаше критички настроена некоја мисла против власта. Јас го кажувам овој како член на ВМРО. Значи,
и како само критичност, дека ваква дебата или можност за говорење никаде во на ниједна телевизија не постоеше. Сега тоа дури на Сител може да се случи критичка мисла да има кажана моментално опозиционата партија на ВМРО ДПМН. Втората работа што сакам да ја кажам во однос на истражувачкото новинарство претходно. За сега само ќе потсетам за тоа што се објави пред 2-3 дена како вест. Кривичната пријава против Коце Трајновски за назначување на директор генерален на најголемото јавно претпријатие во Македонија, водовод и канализација, Александар Атанасов. Човек со фалсификувана диплома, со кривична пријава да раководи 3 години со предпријатие каде што работува 1300 луѓе и да уништи полно човечки животи таму, буквална смисла разболени се за тоа. И ниеден новинар да не се одважи од било која телевизија да го истражи тоа, од донесени инспекцијски надзори по сето тоа, дека едноставно не смее да биде начело на таа функција. Зашто тогаш не се случува вакви работи? Сега сепак ќе се познае нешто, ќе се извинат, ќе направат, ќе сменат, случува нешто, а тоа траеше и никогаш не дојде до крајна завршка. Меѓутоа сега гледаме дека некои работи и даваат надеж и дека ќе се промени нешто. Зборам како граѓанин што верува дека оваа промена само Македонија се може напред да отиде, значи ние бевме на работ на пропаѓање на државата во сите сфери. Добро, ви благодарам многу. Имам сигнал дека уште неколку гледачи чекаат на линија и нема смисла да не ги вклучиме. Добро вечер. Добро вечер, господине Чан. Повелете. Поздрав до вас и вашите колеги и посебно професорката. Вие сте, согласно телевизијата во која што работите, најкоректен. Тоа мора да ви се признае. А бидејќи сте стар лисец, под наводници, нели викавме за нашиот хиро стар лисец, а и господинот тамо Бишевац од Каршија е иста класа, а господинот Пендаровски што го обожавам кога го слушам, од него можеш да чуеш такви бисери да паднеш, да не кажам на што. Господината професорка не ја познам. Би сакал да кажам нешто друго. Денеска во вашата емисија претходна имаше една голема бомба. А вие како новинар не реагиравте на таа бомба. Бомбата беше дека ако председателот Иванов не ги подпише указите за законите, ќе рипнева цената на бензините и на нафтата и така натаму. И како не реагирав кога заради тоа го викнав Бислимовски тука? Така е, господин Чон, точно и затоа јас вас да пратим, реков, вие сте најдоброто од еден ТВ, нема тука разговор. Меѓутоа, вие едноставно не го запрашавте како да го реши проблемот, господинот надлежен. Проблемот се решава многу едноставно. Бидејќи наша Македонија ја украдва, нели, ја оженија насила, ја обезчестија, сега не е проблем. Имаме Ага, имаме Бек, имаме Паша. Ќе ги подпише указите на законот. Ако можеш он да подпише указ за преспанскиот договор, ако може да подпише указ за законот за јазици, па за законот за енергетика ќе биде проблем да се подпише од негова страна. Па тоа е најмалку проблем. Едноставно, се што господинот председател ќе одбие, бидејќи него му е украдоа Македонија, ја обезчестија и он не може сега да прифати да понатаму да служи во обезчестувањето на неговата Македонија. Ама затоа е тука Пашата, Агата, Бегот и Бујрум. Нека сите тие закони си ги подпише и да не плашите, ово не е коректно што го правите. Зашто го плашите народот кога знаете дека има решение? Вие сте затоа новинар. Веднаш да му речете, господине стоп, вие ќе подпише некој друг ако не ќе председател. Пуштете го председателот, нека си тагува он за Македонија. Ние си имаме сега нови подписници, каков устав, какви бакрачи, ќе си тераме како ќе си почнавме. И сега апропо ова шо, јас да ви кажам искрено, ја ве почитувам, ама не може бре луѓе дробите едно исто со месеци, со години.
Ако ги вратите вашите сите зборувања по разни телевизии, ете го, вие не одите толку често, без на една. Господинот Бишевс, отвори телевизор, он е таму. Господинот Пендаровски, отвори телевизор, он е таму. И едно те исто се вергла цело време. И сега вие зборувате дали верувате на медиумите. Па како можеш да му веруваш на некој кој што нема телевизија, кај што не ја посетил во денот? И зборува едно те исто. Нема шанси да му веруваш. А настапувате критички. Меѓутоа, вие сте стари лисци. Во секоја ваша критика има точно определено што сакате да кажете, а не секој го разбира тоа што вие го кажувате. Затоа ве молам, вие и ред како и ја, кој е за пензија да си оди пензија, да дојдат млади новинари, да им дадете шанса на младите новинари, да има возможите работно место на млади новинари, а за нас, односно вас пензионерите, не знам за тие што не се во пензија. Време е да речеме чао, отидовме по риба, отидовме да играме шах, ама амбре луѓе, досадно е више ово исто. Исто. И ја умрев. А знаете дека имате право? Имам 100% чам имам ја 100% право, затоа што ние се знаеме со години. Врвот сега треба да биде насочен во образование на младите новинари. Отворете школи приватни. Давајте се, отворете овие како ги викаат тие школи. Не сум сигурен дека мали чомчиња ќе сакате да гледат. А? Нели? Не ве разбрав, се извинувам. Не сум сигурен дека по овие критики дека ќе сакате некои мали чомчиња да гледате од мојата школа. Не, напротив, јас од мојата струка, јас сум електроинженер, дипломиран електроинженер, заедно почнавме да студираме, се сеќавате. Јас имам влијание врз најмалку 5 млади електроинженери до сега. Сега, зошто вие да не основате ваша приватна школа за новинарство? Семинар, не мора школа, семинари, држите семинари. И вашето искуство пренесете му. Вака ми правеа во А1 телевизија. Морав да го слушам, Гразда Велија, оди ки ми даеше отказ. Овој ќе каже, морав да го слушам, тој Газда, оди ки ми даеше отказ. Пендаровски нема гајле, он си дојде, си беше цело време на државна плата и си тера он сега пензија, нема он гајле, не се секира. А дека ние треба да имаме само 2-3 телевизии, тоа се сложило. Не треба повеќе. Обидовно е јавниот сервис. Ама нема јавен сервис, луѓе бре. Јавен сервис не бива, едните беше Мурто, дојде Курто. Него пак ќе се вратам. Ја ве замолувам пред целата јавност да кажете дека решение за нафтата и нафтените деривати има. Господинот Бек да си се потпише со 2 потписа на указот и да си крене законот и да не го плашите народот, оти ќе остане без гориво или ќе плаќа скапо прескапо. Добро, само еден момент да ја прашам. А вие знаевте за оваа солуција, ако нема закон, може да се покачи цената на нафтата? Чекајте, господине Човски, кај нас не е битно дали има закон или нема. Дали знаевте за тоа? Па како не го знам, јас сум електроинженер. Ама не, јас сум новинар, ама не знам све. Ама јас сум енергетичар, како ја можам да не го знам тоа? Добро, ако сте го знаеле и ако мислите дека нашето предупредување, без оглед дали Џафери ќе го потпише, Иванов ќе биде доследен на неговото брање на чувството на припадност кон Република Македонија, не требаше да го соопштиме? Не, напротив, ја реков дека вие добро што го соопштивте, ама вие сте оној што знае многу повеќе. Се извинувам. Не ве слушам. Не, добро, окей. Повелете. Значи, вие истиот момент требаше да му кажете, ве молам, господине, не го плашете народот. Не е проблем кај нас да се потпише закон. Кај нас е проблем дали ќе се потпише со лева или со десна рака. А иначе не е проблем да се потпише закон и да се пушти. Кај нас е проблем да се примени законот. Ма примена на законот, што ме потпиша указот, он се применува, нема како се применува преспанскиот договор, како се применува. Не спорам. Не спорам со ова. Него треба на јавноста да биде јасно дека без разлика кој е председател на оваа држава, уставот е многу јасен. Ако актуелниот председател не се слага со оваа политика, постои оставка, луѓе може. Сега на крај на мандатот. Ама добро, ајде, чекайте, ама останува, извини, и тука грешиме. И тука мислам како медиуми грешиме.
Не можеме да дозволиме ние треба да дозволиме вакви мислења да дојдат во медиумот, да ги слушне, но не може да останат неодговорни. Да не му се одговори на ова мислење. Добро, почитувани гледачи, да го чуеме гледачот со поент, повелете. Дозволете реплика, ало. Повелете. Ало, дозволете реплика. Еве реплика, ајде. Така, господине Пендаровски. Пендаров, ајде нека биде. Значи вие сте поблиску до бугарите, јас сум малку подалеку на ски сум. Сега слушајте да ви кажам. Ако ја поминете границата на коректност ќе ви исклучам. Значи нема тука дали е поблиску. Се извинувам, готово се извинувам. Повелете. Господине Пендаров, имате ли вие черка или жена? И тоа не е коректно прашање. Како не е коректно? Ако некој вие силува черката и жената, што правите вие? Ке се сложите ли со тоа? Не. Господинот Иванов му е силува на Македонија. Како да потпише он за нешто што му е однесено? Чекајте, ве молам, ја поминавте границата на добар вкус за дијалог. Ама немојте да ми кажувате сега, зашто ме извадивте од кожа. Ако вие мислите дека Иванов си ја донесе Македонија од дома, заедно со Македонија нека си отиде. Еве, веднаш ви кажувам на жестината на мојот одговор. Без оглед дали ќе ме градирате како ВМРО-вец, како СДСМ-овец. Не, јас сум СДСМ-овец. Не сум ВМРО-вец. Ама немојте, ве молам. Се гледа, да. Значи, ве молам да останеме на перцепцијата, ви дадовме шанса, можете све да браните. Прифаќам голема доза на цинизам кај вас, меѓутоа, жена, керки, побратими, ве молам. Знаете што? Вие сте школуван новинар. Ние користиме фигури. Ама ја мислам дека поминувате во фигура Венерис. Добро, слушате. Ви благодарам, многу пријатна вечер. Поштувани гледачи, значи, оно што го реков, нека каже што сака, но мислам дека грешиме што на вакви ставови, на вакви мислења, тој не го право да мисли како што сака. Но треба да му се одговори дека Иванов дебело го крши уставот. Иванов е дел од извршната власт, а парламентот е законодавна власт. Тотално две суверени гранки на власта кои меѓу себе треба да се почитуваат. Овој се меша во законодавната власт. Ако првиот пат има право да го врати законот неоспорно, но вториот пат ако го изгласа парламентот, не може он да биде над парламентот. Тоа е основната грешка на Иванов во целата оваа работа. Ништо друго. Само во тоа е неговата грешка. Значи, навлегува во законодавната власт. И тоа треба сите да го трубиме, за да може јавноста да го свати, без разлика дали е ВМРО-вец, член, дали е симпатизер на ова или на она партија, дали е од ова етничка или од она етничка. Значи, тоа воопшто не е битно. Општото јавно мислење треба да биде да преовладува, според мене, фактот дека Иванов со непотпишувањето на указите за објавување на законите во службен весник и стапување во сила. Добро, не сега да посебно внимание на Иванов и на... Не на Иванов, на функцијата председател. Може би гледачот во оден начин има право околу тоа дали ги плашиме, не ги плашиме, но е факт дека ова е граничен, дали можеме и смееме да сокриеме информација или дали треба сега да поминеме во стимулација на тоа, ај сега за нафтата, ама Иванов или Заев е крив. Тоа не е содржината на новинарството. Прашањето е сега на уредничкото менеджирање. Тоа е она што мојот познаник, како што сам вели, ми вели да си заминам да ги учам идните генерации. Како би ги научил на уредничко менеджирање? На уредничко менеджирање. Па видете сега, уредничкото менеджирање како има еден термин во теоријата, пошто веројатно јас сум тука од позиција на академија, велиме новинарите се вработуваат низ процесот и на самоселекција. Односно си бираат медиум, кој што, затоа рековме, треба и политички плурализам да има, медиум кој што одговара на нивните интимни политички ставови и така да имаме, но затоа ние на општествено ниво потребни медиуми од една и од друга страна за да го имаме тој политички плурализам.
уредничката политика е уредничка политика. Значи секој медиум застапува одреден став. Секогаш ние збориме сега во аспект на политичките комуникации. Тие највише не тангираат и таа уредничка политика треба што помалку да практикува автоцензура, односно да не дојде до таа ситуација. Инаку криење на информација, вие што ја спомнавме, е забраната за едно професионално новинарство. Нема менаџирање со информациите. Нема манипулирање со информациите. Тоа е својствено за некои други во политичкиот, во политичката реторика. Тие системи се тоталитарни, фашистички, авторитарни и така натаму. Значи, такво менаџирање со информација не. Но дека има уредувачка политика во однос на определена политичка позиција на одреден медиум, има. Но затоа постои таа самоселекција, односно новинарите, како политичките партии. Се собираме околу исти вредности, интереси и тоа е тој процес на самоселекција. Инаку тука еден новинар си менаџира одлични пориви, изградба на кариера и така натаму. Сме биле уредници, и ти и јас, и тоа одговорни уредници. Не е проблем медиумот да е идеолошко определен лево или десно. На Запад тоа и е јавно се знае кој медиум. Но, прво се, она што го рече на почетокот, нема само цензура, се почитуваат новинарските стандарди, оние, да почнеме најгрубо од оние 5W, се почитува етиката. Да. И тогаш е многу лесно, ако ги почитуваме овие норми, да бидеме и добри уредници. Во оние земји каде што слободата на изразување врвот, а тоа се многу малку, 20 земји се, не се многу. Значи, скандинавските земји, Канада и така. Уреднувачката политика се занимава со говор на омраза, со навреда, не се занимава со вакви прашања како ние, што да скриеме, што да... на филмот Длабоко грло. Значи... Што беше најголем проблем правно, дали ќе може весникот, одговорниот уредник на аферата со Никсон, главно беше дали правно ќе може да заглаби весникот или не. Не беше прашањето точно ли е или не е точно. Имаше одговорниот уредник доверба во тие 20 новинари, но беше проблем она што велиш ти, правниот аспект. Како да се заштити крусивиот информатор? И после 30 години, после таа афера 40 Watergate, се дозна кој е и за жал шептачот. Ноам Чомски, критикувајќи америчката политика, ние сега контра Стейт департментот одиме, го артикулира со еден термин изнудување на согласност. Затоа што сега не видите во Америка постои джентлменска лига помеѓу претседателот и собствениците на медиумите и тие се договараат кој ќе биде уредник во носечките медиуми. Ова што гледачот го кажа едни исти луѓе, затоа зборува и Ноам Чомски. Вика се прави една симбиоза, тие се формални лидери во јавното мнение, имаме луѓе, ама Америка е колку 300 милиона. И таму е повеќе се луѓето, ние сме помали, тоа е нашиот капацитет. Гледате универзитетски професори, председатели на држави, универзитетски професори, министри. Кој професор од Оксфорд и Кембридж се занимава со политика? Па нема време, се занимава со наука. Тоа е нашиот демографски капацитет. Не така. Добро, професорката немаме капацитети многу. Еве кога веќе нешто и практично да околу забелешката твоја, дали би сакал мали чомчиња. Многу лесно. Да. Тоа може другачије да биде сватено. Да, добро. Се разбираме се чува. Околу идејата за субвенционирање на студентите по новинарство. Употребивме тој термин во најблизо име на гледачите за разбирање. Замисли, например, тие студенти да се распоредат, почнувајќи од јавниот сервис и од националните приватни телевизии. А малку се, по 20 на година се запишуваат. По 3-4 новинари кои би работеле, например, за почеток во утринската програма на телевизиите. Многу од капитално. Каде што сега, ако гледате, се сведуваат на отварање телефон. Добро утро, темата денеска е верувате ли во медиумите и сега тука ја вклучуваат телефон, 2 сати, програма обезбедена, најефтината и веројатно најлошата варијанта. Јас сум утринска програма. Мислам, тогаш важи и за тебе. Најефтината
за собствениците на телевизиите најефтината можна програма. Отварање, комуникација, тоа колку што е добро, тоа е и проблематично. Практично исти луѓе се вртат, како што вели гледачот на сите телевизии, и сабајле. Нема друга работа, пензионерски, пак и се оваат од Канал 5 до не знам каде. Наместо тоа, да создадеме простор во кој студентите по новинарството би го почувствувале занаетот. Абе, би го испратил Пазаришка хроника да направи брентизна. Значи, јас барем не успевам да видам класична утринска програма на нашите телевизии. Нема. Со сервисни информации. Нема. Бачовска, новиот двајца дека им забрана му наредните 3 недели се појават на телевизија, пошто веројатно ја ќе размислувам за пензионирање, за деактивирање. Вашата поента околу тоа што е аберот, што ние и натаму сме на одреден начин под обсервација на една медиумска стерилност. Како мислите медиумска стерилност? Без оглед тоа што вие верувате во нас, ние самите не веруваме веќе во нашата моќ. Тоа е веќе прашање, тоа е криза на професијата веќе. И тоа е криза на професијата и мислам дека сите овие кризи, политички кризи и секакви други кризи се рефлектираат и тоа не е само во новинарството. Верувајте, на пример, еве ние гледаме тоа и во правничката професија, се помалку и помалку луѓе што сакаат можеби се менува општеството, но кај нас се кризите проблем. Ова е една општествено, на сите политички промени, ова е општествено сензитивна професија и мислам дека тука имаме проблем со вредностите, луѓето не се мотивирани да ја работат или пролазно, има многу луѓе што во пролаз работат новинарство. Понатаму оваа ситуација се главна амбиција на еден новинар да биде односи со јавност, тоа е исто така една негативна појава. Не може новинарот да му биде крај на кариерата, да биде нешто што е спротивно на суштината на новинарството. Него вие сакавте да не поставите едно прашање за конформизмот, а не го поставивте, а јас го запамтив. Знаете, кога имаме два типа на студии. Едни се односи со јавност, другите се новинари. И ние кога ги учиме овие студентите подноси со јавност, како да соработувате со новинарите, им викаме новинарите се мрзливи, аутсайдери. Првиот дел од соопштението, напишете им го. Тие тоа ќе го пренесат, понатаму нема да читаат. Сега замислите кога на тоа ќе го додадете менталитетот македонски, кога на тоа ќе го додадете сите овие кризи, таа медиумска стерилност. И нека доаѓате до криза на идентитет. Тука се малите плати. Пак се вратиме на Иванов. Благодарам многу, поштовани гледачи. Малку за нас, многу повеќе со вас. Не знам дали сте задоволни, но ние си го кажавме своето. Ако сте гледале, значи дека сте сакале да слушате или да не рецензирате. Поштовани гледачи, гости вечерва беа професорот Јасна Бачовска и моите колеги Сафет Бишевец и Тодор Пендаров, на кои јавно им кажав дека наните недела дена да не се појавуваат на други телевизии, затоа што рекла, од фрижидери искачате. Од прилика. Работава се сведува прилика. Пријатна вечер, се гледаме во вторник, а утре сте со Јадранка Костова. Таа има многу повеќе од што јас вечерва и понудив.